Ново изградени или реновирани старите куќи, нови викендички, цели семејства повратници од градската во рурална средина, уредена инфраструктура, развиено земјоделство. Е она пошто се разликува селото Старо Нагоричане од останатите во Козјачкиот регион. Но заедничко за 40 населени места во општина Старо Нагоричане е тоа што нема здравствена ординација, па жителите се принудени да патуваат околу 14 километри до градот за преглед кај лекар. Но и тоа не е проблем кога останатите услови за живот се солидни, велат мештаните. Кумановците Милован Трајковиќ и Бранко Зафировиќ се дел од оние граѓани кои што по пензионирањето урбаната средина ја заменуваат со рурална, односно продолжуваат да живеат во Старо Нагоричане, далеко од градскиот метеж и така нареченото брзо секојдневие. Велат нема масовно иселување од селото, но секако ги оправдуваат помладите кои што заради подобра економска екзистенција го напуштаат селото и најчесто заминуваат на работа во западноевропските земји. Еве сега сум година дена пензионер и си живеам овде на еден спокоен и мирен начин, без некои тензии, нервози, градски гужви и слично. Во Старо Нагоричане има идеални услови за живеачка. Најголем ми проблеми около комуналии се горе-доле завршени, средени, така да има квалитетна инфраструктура, пат, струја, вода, близко е до град за 10-15 минути. Сме во град за наши потреби и така. Она на што жителите најмногу се жалат е дека нема лекар во селово, но тоа не е од сега, туку тоа е со години. Проблем ли е, навистина? Па добро сега, пошто овој народ одека има навикнато да таа амбуланта работи. Таа амбуланта во Старо Нагоричане со години работеше и своевремено имаше дежурен лекар, стоматолог и аптекар 24 сата. Со овие транзицијски работи, проведена законска регулатива околу давање на здравствени услуги, се не е исплативо да еден лекар работи со намален број на пациенти, одека во однос на котизација таму што имат заплатени така. Проблем се надминува. Сега општ лекар знае се какви услуги може да, а квалитетна здравствена заштита ти е кај специјалисти во... Гледаме има и доста млади луѓе, има доста ученици во училиштето. Има ли и овде ли е оној тренд на иселување на цели семејства, цели фамилии или пак можеби само нели еден од домаќинството заминува? Па цели фамилии ретко, али овие што се помлади има интенција да одат на запад, ради од економски разлози. Али има и друга една работа, нарочно следена со актуелниот ковид што беше, па доста се има и семејства кои се враќаат назад. Има изградено поголем број на куќи, викендички, кај што живеат и повратници овде. Задоволни од животот на село се и останатите жители кои што сакаат своето секојдневие да го споделат со екипата на Телевизија Плюс. Речи си единствено нешто што ги загрижува периодов се зголемените цени на прехранбените и земјоделските производи, но се надеваат дека со замрзнување на цените ценовниот шок ќе се ублажи. Ја, например, имам у Куманово куќу, али овдека седе тамо. Овдека е наследено од татка ми имање куќи, тука, Куманово една, али пензионер сега таза. И... Се занимавате со земјоделство нешто? Да, имам лојзе и 4-5 хектара нида, имам трактор и така. Исплатливо е да се работи? Па да ти кажам, од тука за тука. Како е со новите цени, со овие поскапувања, се чувствува ли разликата? Голема разлика. Што реков, пример за земјоделие, ѓубре, тој не се сплати гориво, али окренеш колку да не си на нула, од тука за тука. Имате маркети овде во селото, има продавници? Па ето, 2 продавници има, тоа е тоа.
Лекар има ли во селото? Нема лекар. Има амбуланта направена и стара и нова има, ама нема. Празни се, не функционираат. Празни не. Дали е тоа проблем за вас како жители? Одите во Куманово? Па нормално. Убаво село, убаво. Има ли луѓе? Има, доволно има луѓе. Амбуланта, дали имате лекари? Лекари нема, али амбуланта има таму доле. Како заменувате во Куманово? Да, за во лекување? Куманово, да, во Куманово. Дали ви е проблем тоа? Дали баравте како жители? Блиско е Куманово. И така. Набавка на производи, веројатно во Куманово или тука имате и локални продавници? Да, имаме продавници. Имаме 2 продавници. Еве, сега ќе купувам нешто. Се занимавате со земјоделство, со нешто такво? Да, има. Исплатливо ли е? Како функционира? Повеќе луѓе се занимаваат со земјоделие, некои одат и на работа. Во општината постојат 40 археолошки наоѓалишта, 14 некрополи, 6 археолошки објекти. Црквата Свети Ѓорги, која била подигната на остатоците на постар храм кој имал базиликален облик од 11 век, испосницата на Свети Прохор Пчински, Костоперска карпа, меморијалниот центар Асно, мегалитската обсерваторија Кокино, геотермалната бања Стрновац, се само дел од културните и природни знаменитости и богатства на Старо Нагоричане. Старо Нагоричане како општина е формирана 1996 година. Претходно беше во рамките на општина Куманово.